Почитувана колешке Сафија, овака. До пред 10 години гледам сите сме многу некако сериозни затоа што се случува навистина сериозна работа во Република Македонија во моментов. Меѓутоа ќе почнам малку од поблиската историја. До пред 10 години одеше К15 на телевизија, имаше една многу популарна песна кај што се пееше "Шо мислеше, шо мислеше". Шо мислевте, почитувана колешке, кога дојдовте, кога направивте пакт со ѓаволот? Дали мислевте дека тој пакт ќе ве однесе во Европската Унија? Дали мислевте дека таа коалиција се базира на некакви принципи? Единствени принципи се пазарите. И гледаме дека тука имаме пазар 3 држава, гледаме дека секој е тука на распродажба само за да се спаси нечија кариера. И сега отпосле гледам дека со жалење ги прифаќате таквите одлуки. Почитувана колешке, не само што треба да жалите, туку вие треба воиднина и длабоко да се покаете и да исправите работата, затоа што една година Република Македонија со вашето мнозинство ја носите во пропаст, а без вас и претходно 4 години. И не знам од друга страна што мислат овие од Алијанса на албанците кои што ја дополнуваат оваа коалиција која што гребе како мачка под зидовите кога пропаѓа. Не знам дали мислат дека некаде ќе однесе. Сакам само накратко да прочитам она што го говореа незините пратеници. Расколников на денешните времиња. Овие расколникови се подготвени да им се доближат и на било како воз да се качат без разлика, а има само еден критериум. Тој воз на одреден начин само ако им даде власт. Политичката сцена е најдобриот кревет каде што граѓаните и интелектуалците можат да ја видат оваа категорија на луѓе. На почеток спомнав авторот Кавка, човекот кога живее, вели, и кога трпи трансформација или метаморфоза, па дури и кога умира, треба да умре со дигнитет. Дали некој од овие пратеници кои што ја прифаќа оваа игра на ѓаволот има дигнитет? Дали оние кои што до вчера зборуваа дека оваа влада не чини, кои што тука се тегнеа по говорницата и кажуваа колку е лоша економијата, сега мислат дека со овој потек ја исправат? И уште едно прашање до колегите од Алијанса. Кога ги организиравте оние протести каде што повредивте 10 полицајци за малиот Алмир меѓу другите, дали мислите дека неговиот живот вреди за една куќа од 150.000 евра во Тафталиџе? Дали тоа ќе ја донесе правдата? Не. Република Македонија единствено ќе има правда кога овие ѓаволи ќе си заминат од власт. Ви благодарам.